со хитот Golden на Play Radio на 7 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од емисијата во денешното издание. Разговараме за кампањата Чиста струга, која што јавното претпријатие Комунално струга ја започна во март годинава. Освен едукативните видеа со кои што тимот на ова претпријатие ја подигнува свеста за чиста околина, екипите на јавното претпријатие Комунално се постојано на терен, а граѓаните велат дека струга никогаш не била толку чиста како сега. Деталите на оваа тема, како и темите поврзани со хортикултурното уредување, поставените нови клупи, контейнери, нови корпи за отпадоци и сето она што струга ќе ја направи привлечна за туристите предстојнава летна сезона, ги дознаваме од првиот човек на јавното претпријатие Комунално, господинот Икмет Ислами, кој што е во нашето студио. Најпрво ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Ева можност со оглед на тоа дека не сте прв пат гостин да ги поздравите сите слушатели. Добар ден на сите, фала на поканата. Така да позборуваме за она што граѓаните навистина се многу задоволни од вашата посветена работа. Тоа можам да го забележам и во непосредни разговори со луѓето во градов, кои што велат дека прв пат некој толку многу посветено работи во струга. Кажете ми како се станува успешен директор омилен за граѓаните и што ве мотивира најмногу? Значи, како почеток, кога почнав да ја земам овај одговорност што ми ја даде градоначалникот, видов дека во струга фалеа многу работи во градот, која беа оставени на немилност, како да ти кажем, последните години, и гледај ги разликата од другите градови како се работат, и значи вистина ми даде еден мотив зошто струга да не биде поубаво од другите градови, како што е тој зборот како струга нема друга. И вистина така треба да биде. И на почеток мислев дека нема доволно вработени во претпријатието и мислев дека вистина тоа е проблемот што не е чиста струга како што треба. Али меѓутоа првиот состанок кога го направив, видов дека имаме голем број на вработени и таа ми даде еден мотив кога видов дека струга може да биде поубаво од секој град во врска со чистотијата и со уредување на парковите и зеленило. Така, токму во изминатиот период интензивно работите на уредување на повеќе делови од градот, паркот во близина на Хотел Дрим, паркот на поезијата, сето тоа стана цветно и убаво, а градот доби нови корпи за отпадоци, контейнери. Кажете ми колку со овие проекти и новитетите кои што вие како идеја ги воведовте, успеавте да ги мотивирате и граѓаните да бидат совесни со оглед на тоа дека не многу неодамна бевме сведоци на тоа дека многу често се уништува и урбаната опрема, се кршат корпите за отпадоци, колку и граѓаните почнаа да соработуваат со вас? Значи на почеток со парковите, значи имаше доста паркови каде што беа оставени на недостредени и почнавме со стартување за уредување на овие паркови. Значи каде тоа блиску до Хотел Дримот, значи паркот во центар во градот и во околината. Значи почнавме да ги чистиме тие, зашто стајани беа неколку години и не стајано рака во нив и одма почна да земете еден друг лик градот и колку што повеќе влегуваш во тоа, можем да кажем тоа е како уметност, значи влегвиш во нешто и се залюбиш и продолжуваш уште поубаво за натаму. Први, значи имавме една, како да кажам, голем простор околу 12.000 квадрати наспротив ракометната сала оде во градот, која со години не беше стајано рака. Значи стартувавме од тука, го исчистивме целосно тоа како дива депонија можем да викам и почнавме на почетокот да градиме некои 2000 квадрати парк тука и покрај тоа што не се тие работи од претпријатието, значи, али ние го зедовме како одговорност за да го направиме градот подобар и поличен.
Така, неодамна започнавте исто партерно уредување на влезот во Струга. Кажете ми докаде е тој процес и што се ќе се направи пред почетокот на сезонава, затоа што токму тоа ви е и планот лето во Струга да биде доста атрактивна за туристите. Таму на влезот од Струга, значи направено и уредување и кружните, значи посадени се бореи, посадени се свечиња, значи дрва околу тоа што е напишано I love you Струга, значи уредувано е целосно и сега чекаме и понатаму да се одржуваат редовно тие и да личат како што треба. Така, украсните чадори на шеталиштето кои што ги поставивте предизвика навистина големо воодушевување на граѓаните, секојдневно таму се сликаат и објавуваат. Тоа е навистина една прекрасна идеја која што некако е сосема адекватна на овој дел од градот. Кажете ми дали имате и други креативни планови со кои што Струга би била потеркот на овие европски туристички центри? Значи, како ние што се мотивираме со идејата за Европа, значи гледаме таму што се работи и измисливме нештото направено таму да го свариме во реалност овде кај нас во градот. Значи имаме и други идеи, али тие нека бидат тајни, каде што ќе ги изненадиме граѓаните во иднина. Тие чадорите и почнавме, значи 2 недели пред тоа, дур ги набавивме, зашто имавме малце проблем со наоѓањето од различните бои и доколку се комплетиравме, значи тоа го направивме на градот едно изненадување без најава, без да се докажи, каде почнавме навечер во околу 8 часот и завршивме до утренскиот ден во 4 на Сабајле со нашите вработени во предпријатие со околу 7-8 мина и мислам дека излезе нешто многу убаво, многу атрактивно за градот и за туристите и за граѓаните наши. Така, значи ќе останат сите други планови во тајно, затоа што гледам дека така сакате да работите, кога ќе се разбудат граѓаните и кога ќе заживее градот, кога ќе одат на работа наутро да ги видат новитетите, нека остане така. Сосема за крај едно навистина горливо прашање за нашиот град, тоа се кучињата скитници кои што навистина предизвикуваат страф и голем стрес кај граѓаните со оглед на тоа дека јавното предпријатие Комунално Струга е надлежно за ова прашање. Кажете ми што се е планирано да се преземе за најпосле да се реши овој проблем? Значи во врска со кучињата скитници, овој проблем не е само кај нас во Струга, тоа е во сите градови на државата и сме во план во иднина да го решиме овој проблем. Треба да се координираме, значи со другите градови што паѓаат на југозападниот дел на државата, каде што ќе градиме еден регионален пункт за собирање на овој проблем, затоа што не можеме да земеме како одговорност само ние како Струга, зашто знаеме дека тие кучина не се од наш град, тие се скитници и се носат од другите градови. И тие денеска ги гледаш во Чарчија, утре ќе ги гледаш во Езерски лозе, задутре може ќе ги гледаш во Враништа, по некое време ги снемаат. И затоа мислиме дека овај проблем треба да се реши со една регионална депонија за цел југо-западниот дел на државата. Така, тоа практично би значило дека е потребна помош, односно решение помеѓу општинската и централната власт, за да се најде решение за овој дел. По општините треба да се разговарат и мислам дека ќе се најде решение за ова работа. Така, јас многу ви благодарам за гостувањето и за одвоеното време. Имавме навистина убав разговор, со нетрпение очекуваме да видиме како финално Струга ќе изгледа пред предстојната летна сезона и верувам дека ќе имаме уште многу причини да ни бидете гостинов. Фала многу. Продолжуваме понатаму со супер музика. Ова е Play Cafe на Play Radio. Најголемите хитови на радио ги слушате сега. There's a first time for everything. It's definitely one of the nights I knew when I looked in his eyes that he was gonna be trouble for me. Oh, I never wanted to lie. I knew in my
baby would cry.